Што да купите, iPhone 12 или iPhone 11 Pro Max? Денес ќе зборуваме за тоа дали е подобро да земете iPhone 12 или iPhone 11 Pro Max. Добродојдовте на Gox YouTube каналот и денес малку ќе зборуваме за iPhone-от, поточно за овие два модели. Гледајќи ги спецификациите на интернет, заприметив дека нема некои претерано големи разлики. За жал, јас ги немам овие два модела физички тука до мене, за да ви ги прикажам, бидејќи компанијата Apple не испраќа своји модели на нашите јутјубери, како од МК, така и од Екс Југославија. И доколку некој јутјубер сака да ги прикаже физички, ќе мора сам да ги купи. Инаку се почесто се зборува дека iPhone 12 е навистина добар и дека ја заслужува цената за која се продава. Или, можеби, малку по старата генерација, поточно генерацијата 11 е еднакво иста или приближно иста по спецификациите кои ги има со новата 12. Оние кои го користеле знаат дека истиот имаше многу багови. Главна мана на овој телефон е за некои корисници самата големина, што на пример може да доведе до пукање на самиот екран доколку се носи на пример во джеп. Потоа, друга мана е на пример доколку возите мотор, а телефонот ви е прикачен на самиот мотор, се случува да се изгуби стабилизацијата на камерата. Во тој случај, доколку сакате нешто да снимате, камерата се тресе, поточно самата слика вибрира. Инаку мора да знаете дека кога купувате нов телефон, екранот никогаш не влегува во самата гаранција. Доколку ви е потребен телефон кој никогаш нема да ви изневери, тоа е со сигурно iPhone 11. Некој ќе каже дека нема брзо полнење или дека нема 144 Hz освежување на екранот, но тоа се само поединости кои не влијаат на самиот квалитет на овој уред. Овој уред нема никогаш да ви изневери, ма каква и задача да му зададете, тој истата ќе изврши без било какви проблеми. Инаку вредно е да се напомене дека iPhone 11 е стар веќе една година откако се појави на пазарот. Голем дел од корисниците на iPhone телефоните се одлучуваат за iPhone 12 поради тоа што овој уред е помал, попрактичен за користење, корисниците можат со една рака да го ракуваат овој телефон и е значително полесен од својот претходник. И секако главна предност поради која корисниците се одлучуваат за iPhone 12 е неговиот дизајн. Главната мана на iPhone 12 е послабата батерија од неговиот претходник, каде iPhone 12 може да издржи еден работен ден, додека неговиот претходник некои си 2 дена. Мана, ако може така да се каже, е и полошиот екран кој го има iPhone 11 од својот понов брат. Значи, големата разлика меѓу iPhone 11 и iPhone 12 е самиот екран, поточно неговиот квалитет. Нема да објаснуваме за тестови споредбени, бидејќи исти такви можете да најдете на интернет колку сакате. И за крај да кажеме зошто корисниците повеќе се одлучуваат за Apple уред, а не за Android уред. Тоа е затоа што поддршката кај Apple уредите е многу подобра за разлика кај Android уредите. И главната предност е што на пример кај Samsung поддршката за истиот тој уред е само 2 години, додека кај iPhone поддршката е 5 години. Тоа значи доколку вие поседувате постар модел на iPhone, на пример 11 или некој уште постар модел, вие се уште имате поддршка за тој уред. И за крај, лајк на ова видео, оние кои се нови еден субскрайб, а ние се гледаме повторно во некое наше следно видео. До тогаш, поздрав!